Имавме една конструктивна средба, дискутиравме околу актуелната политичка и економска ситуација во државата. Господинот Ахмети дојде, како што и најави, да очистита мојот избор за председател на ВМРО ДПМН, се разбира, посака успех во работењето, да бидеме како опозиција во овој момент конструктивна во процесите кои што следат во државата и во парламентот. Ние ги презентиравме нашите ставови околу актуелната економска и политичка ситуација во државата, презентиравме за сето она кое што мислиме дека погрешно се прави во овој момент, така што мислам дека имавме една средба која што можеби понатаму ќе прерасне и во традиција, да имаме почести средби, да ги аргументираме нашите позиции и сето тоа може само да влијае позитивно на релаксирање на политичката ситуација во државата. Господинот Ахмети рече дека очекува поддршка за реформите. Му ветивте ли, му најавивте ли поддршка? Да, ние апсолутно сме како политичка партија ориентирана кон интеграција на државата во НАТО, Алијансата и Европската унија, и за тоа нема никаква дилема. И сите предизвици кои што стојат на тој пат, вклучително и реформите, апсолутно ќе придонесеме и човечки, но и од поинаков капацитет да бидат тие што е можно поквалитетни, а не само голи бројки на хартија, него да бидат и суштински, да навлеземе во есенцијата, во нивниот квалитет, да ги подобриме истите, за да можеме понатаму да креираме општество кое што ќе биде повеќе функционално од тоа што е сега. Се разбира дека тоа представува приоритет на ВМРО ДПМН во иднина и така и во таа насока ќе продолжиме да се движиме. За јазици има ли напредок во опозицијата? Не дискутиравме за детали, ги аргументиравме нашите позиции, они ги аргументира нивните позиции, отприлика тука заврши дискусијата за консенсус. Па не беа ова преговори за да можеме да кажеме дали бил секој на своето, него едноставно на таа тема ги аргументиравме нашите позиции, ние они нивните позиции, така. Како ќе ги поддржите реформите ако не се вратите во собрание? Во многу наврати во минатото имаме кажано дека во моментот како политичка партија не можеме полно со сиот свој капацитет да учествуваме во работата на собранието од математичка, но и политичка причина. Математичката е што 12% од нашата пратеничка група е во притвор, така што ние не можеме со сиот свој капацитет да учествуваме во рамките на парламентот, а политичка е имаме сериозно нарушување на демократскиот амбиент во државата, а во таа насока, како што кажа и изминативе денови представници на меѓународната заедница, најодговорна е владата, односно владата е таа која што треба да подготви амбиент, во кој што амбиент би се чувствувале комотни опозицијата за да можат да бидат присутни во собрание. Дали ова значи дека не се пуштат од притвор пратениците, нема да има реформи? Јас ви го кажав тоа, имаме една математичка причина, имаме причина која што е политичка. Математичката причина е исто така дефинирана и во извештајот на народниот правобранител, каде што е јасно нотирано прекршувањето на законите и уставот. Никој за сега нема понесена одговорност зашто некој применил таков чекор, односно без да им биде симнат имунитетот на пратениците ги привел, ги држал со лисици, ги понижил пред македонската јавност и за тоа се уште немаме одговорност. Кога ќе имаме одговорност, ќе дискутираме понатаму кои ќе бидат нашите чекори. Сега за сега ова е нашиот чекор. Се додека имаме ваква ситуација во државата, пратеничката група на ВМРО ДПМН не може целосно и од математички, но и од политички причини да учествува во работењето на собрание. Мора некој да сноси одговорност за тој чин. Дали тоа ќе биде министерот или по вертикала надоле, тоа оставаме да одлучат тие кои што ги поставуваат тие лица.